вчера владата на Република Македонија за прв пат донесе одлука за утврдување на програма за намалување на аерозагадувањето како стратешки приоритет. За прв пат во владините програми се дефинира посебна програма која што се однесува на еден од најголемите предизвици на денешнината, а тоа е намалувањето на аерозагадувањето. Оваа програма има за цел во рамки на двогодишниот амбициозен план за чист воздух да го намали аерозагадувањето во Скопје до 50%. Додека во другите градови кои што се жртви повеќе од некои други, намалувањето во двогодишниот план е помеѓу 30 и 50%. Начинот на финансирање на активностите е почетен посебен фонд од 1,5 милиони евра и овие средства се покрај оние кои што постојат за различни активности на различни министерства поврзани со заштитата на животна средина и другите министерства во вредност од 20 милиони евра. Основно начело на реализирање на стратешката програма е справување со изворите на загадување. Програмата за намалување на аерозагадувањето се реализира во планот за чист воздух преку неколку приоритетни компоненти: мониторинг, инспекција или инспекторат, јавни кампањи, законски измени, исправување со изворите на загадување од домашното затоплување, транспорт, индустрија, градежништво, урбано зеленило и отпад. Во делот на мониторинг во 2019 година ќе се набават комплетно нови инструменти за сите постоечки 18 станици. И користењето на мониторинг на квалитетот на воздухот ќе се прави и со state of art, што викаме, системи за мониторинг на загадување и предвидување во реално време. Да можеме во една тридневна проекција да видиме како ќе биде воздухот. Сите анализи во Република Македонија покажуваат дека домашното затоплување е најголем проблем за воздухот. Во двогодишниот план за чист воздух пристапуваме со индивидуализиран пристап. Таму каде што е потребно и го бираме најсоодветниот метод или активност за решавање на загадувањето. При тоа, 10.000 домакинства ќе бидат приклучени после овој двогодишен план на постоечкиот топлински оператор. Топловодната мрежа ќе биде проширена, а врз основа на анализата која што е завршена, брзо очекувам да донесеме и одлука, ДДВ-то на испорачената топлинска енергија да ја намалиме од 18 на 5% за дополнително стимулирање на приклучувањето. 20.000 домакинства ќе ги променат старите нееколошки печки на дрва. 15.000 домакинства ќе подобрат енергетската ефикасност на домовите. 3.000 домакинства ќе бидат приклучени на газ. 20.000 домакинства ќе користат инвертор клима уреди за затоплување. 2.000 домакинства од социјално ранливите категории субвенционирано ќе го променат начинот на грејење. После 2 години нема да има ни едно домакинство која ќе се грее на јаглен, нафта или кокс. Во делот на транспортот, покрај веќе предложените законски измени во Законот за возила за категоризација еколошките налепници, субвенциите за набавка на хибридни електрични возила и субвенции за вградување на уреди за течен нафтен или земски газ, ќе воведеме посебен зимски режим за сообраќај во деновите каде што загадувањето или концентрацијата на загадувачките честички е повисока. Тоа значи контролиран сообраќај во централното градско подрачје се разбира со претходно возможени алтернативни решенија, пред се во делот на паркинзите и јавниот превоз. Ќе воведеме пилот училишни автобуси. Ќе воведеме забрана за сообраќај на возила за градежништвото во период со загадување двојно поголемо од дозволеното. Ќе ги промениме начинот на доставување на материјали на курирските служби во рамки на државните институции. Тоа да не го прават со возила кои што дополнително загадуваат. До крајот на двогодишниот план ќе го воведеме парк и рајд системот за возила во Скопје.
постојано и континуирано ќе го стимулираме велосипедскиот сообраќај. Во делот на индустријата, клучот ќе биде брзото носење на законот за индустријски емисии, каде што се дефинираат построги правила, подобрување во добивањето на интегрираните еколошки дозволи, ќе има потранспарентен мониторинг. Се разбира, до тогаш, додека во собрание се донесе тој закон, ќе ги зајакнеме контролите од по повик во редовни, во оние капацитети со А дозвола, без исклучок, и редовните контроли на малите компании, односно оние што се со елаборати или со Б дозволи. Во декември ќе ги започнеме преговорите за заокружување на оперативниот план за активностите за добивање на А интегрирана дозвола во иднина, но прво за окружување на оперативниот план за најголемиот комбинат, термокомбинат Регбитола. Во делот на инспекторатот, инспекциите ќе направиме поинаква координација помеѓу централните инспекцијски органи и локалните, односно ќе ги здружиме силите. Нема да ги делиме по надлежност, туку ќе ги делиме по акција. Тоа предвидува и планот, има одвоено средства за зголемен број на инспектори, воведување на втора смена или пасивни дежурства, тоа е попладни за време на викенд, каде што за жал злоупотребите се најголеми. Се разбира, ќе развиеме во рамки на таа координација и посебен функционален систем за пријавување, известување и постапување од страна на инспекцијските служби. Имам впечаток дека голем акцент е ставен, како што ги велите во таа експертиза на тоа, дека домаќинствата се број еден загадувач, што веројатно е тоа така, но ние слушнавме доволно околу повикување на одговорност на оние големи загадувачи, како што е Усија, како што е Дрисла. Тие од Државниот инспекторат за животна средина е последно што побаравме информации, и Дрисла рече дека е прескапо да се плаќаат инспекторите. Мерењето имаат постојано проблем и условно се вадат на тоа дека тие немаат доволно средства да вложат во тоа за да ги мерат загадувањата, немаат компетентни лаборатории. Тука во тој домен не слушнавме доволно дали ќе се интервенира, ќе се вложи во тоа за да на крајот на криштата немаат повеќе простор за или да се вадат на ова. Па јас целиот темел на борбата за аерозагадувањето и борбата за здрава животна средина се базира врз факти и врз бројки. И затоа не квалификувам некој дали е загадувач или не априори. Туку тоа треба да се направи врз мерење. Инспекторатот веќе пред некој ден беше во еден од потенцијалните, како што го велите вие, но наводот не е таков. Затоа сакаме со измените на законот за индустријски емисии, обврската кој што е до сега, секоја инсталација има обврска, таква има и Макстил, таква има и Усија, да има собствен мониторинг центар, кој што податоците еднаш месечно ги доставува до Министерството за животна средина и просторно планирање. Со новите измени, тоа ќе можеме да го правиме транспарентно секојдневно. Но тоа не спречува сега инспекторите да не одат во редовни контроли во оние што ги викаме Државниот инспекторат за А инсталации, а општинските во оние што имаат објекти елаборати или Б дозволи. Сакам да ве уверам дека сите податоци од 4 различни институции, држави, како сакате, домашното затоплување број 1, транспортот е број 2.